Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Добро вечер или добар ден или добро утро, во зависност од тоа дали ја гледате премиерата или гледате некоја од репризите кои можете да ги гледате на истиот овој канал 24/7 365 дена во годината, но се разбира премиерата е премиера и секогаш е најинтересна, како што се интересни и нашите гости. Знаете, Ништо лично, место каде што звездите отвораат душа, а ние не се трудиме со сила да им земеме душа. Напротив, мислам дека со убав пријателски збор и сами дека си го кажат она што никогаш не го кажале, понекогаш го кажале, ама не го да објасниле, или сите го знаат, па да го утврдиме градивото. А како и обично и денес имаме една вистинска звезда, овој пат од светот на музиката, од светот на естрадата, или ако сакате од светот на македонската народна музика, македонскиот фолклор. Човекот кој всушност е еден од ретките кои има академска диплома на македонската фолк естрада. Семејната хармонија ќе му биде зачинета и со музичкото и потекнува од музичко семејство. Неговиот татко е една од легендите на македонската музика, автор, долги години продуцент и уредник на редакцијата за народна музика при музичко-касетната продукција на македонската радиотелевизија, легендарниот Мате Груевски. Уште од дете ќе му бидат всадени нотите во глава, ама мајка му ќе посака да биде нешто друго, академски граѓанин, и како што во една прилика самиот ќе умее да каже, ќе ме исполни желбата и на едниот и на другиот. Долги години ќе биде наш колега и мој колега во македонската радиотелевизија, само тој во радиото и информативните програми, јас во овие во кој останав до крајот на животот, што би рекле речиси до пензија, иако сме тука некаде генерација, ама за мене велат не издадам, за него пак ич за годините. Како и да е, нема да стане веднаш пеач, најпрвен ќе биде музичар и новинар, но една случајна или случајност, ако сакате, или една непријатна случка ќе го натера саксофонот, кој ќе му биде матичен инструмент и во поп водите, а подосна и во народната музика, да го замени со, како се вели тоа, кавалчето, или од крајот од каде што потекнуваме, јас и тој го викаат шупелка. Токму таа шупелка и неговиот силом прилика вокал на фестивалот Цветници во 93-та година ќе му определи животната судбина да стане пеач. Подосна сето остана, тоа е историја од и туѓино јавано, ќе стане една од легендарните македонски фолк химни. Се редат хитови, се редат концерти, се редат турнеи, се редат настапи, се редат телевизиски гостувања и така натаму, но едно е сигурно, никогаш повеќе нема да му се врати на новинарството, или пардон, ќе му се врати, ама на едно поинакво, вакво како ова јас од ова место што го работам, телевизиското водителство, па ќе биде во улогата на ТВ водител на некои познати телевизиски фолк емисии на различни телевизии, од македонската преку Сител па до Алфа телевизија. Музиката како и секогаш останува приоритет, ама фотоапаратот едно време за мал зашто не го замени со микрофонот, меѓутоа за среќа остана само на хоби. Како и да е, и се врати на музиката и до ден денешен, еве го човекот кој сите го знаат како Forever Young, на што велат англичаните, вечно младиот на сцената. Некои велат и македонскиот естраден Казанова, ама тоа во приказките со него, што се вели лице в лице, а денес лице в лице, драги мои, заедно со мене, а бога ми со објективот или преку објективот на камерата и со вас, Благоја Груевски. Добар ден, добро вечер и како ти кажам. Добар ден и среќен ден. Ваква најава да ти кажам, ни Драган П. Костич немаше да измисли. Ти благодарам. Ти благодарам. Сите тоа, не си прв што ми го вели, тоа викам што правиме се станеме си одиме, ако е тоа толку. Целата животна приказна во неколку реченици. Ти благодарам дека сум успеал тоа да го сублимирам, а да видиме се од сублиматот кој ќе вадиме детајли како ти ќе одговориш на моите прашања. Ќе се обидеме. Знаеш, ти си бил новинар, знаеш дека како велат, особено во информативната програма, кратко и глупо. Така е, ама најновата вест е прва, така ли е, како се вели? Да. Не е последна, туку е прва. Да. А она што е последно, а треба да биде прво,
излезе да нови некој написи Благоје Груевски станува инвеститор, Да. купува нов стан или само глумец во реклама за инвестирање. Па да, звучи смешно. На прва звучи смешно и на вистина смешно, затоа што тоа е работа на порталите, нели? Да. Так. Има интересен наслов. За да го отвориш, инаку нема. За да најчесто и не отвараат луѓето. Интересен е насловот. Насловот е Нормално. интересен, ама што е вистината, кажа. Секако дека јас сум инвеститор во рекламата. Така. Како да кажам, јас сум во рекламата купувач Така. на стан, да. Тоа е соработка моја со Одредена фирма, со да. одредена, да, фирма и тоа е тоа. Која прави станови, значи не, Која- не зидаш гради, така ли? Тоа Не, сакам не, да не. кажам. Не си станал предузимач, што велат овие. Јас се уште не се делам од микрофонот и како што кажа од кавалчето. Така што тоа станува. Музика да си е музика. Да. Добро. Овие се Кога сме кај ризични времења за така, такви авантури. реков ја од мали нозе со музиката. Мате Груевски, твојот татко, спомена вистинска легенда во она што е фолк музиката, останува во аналите. Беше ли во старт предодреден дека ќе бидеш музичар, со тоа што на вистина ја прочитав негде таа реченица, мајка ти сакаше да бидеш академски граѓанин и како успеа да им ја удоволи желбата и на едниот и на другиот, Па беше а никој да не се налути. Па тоа е сплет на околности. Јас уште од мали нозе имав многу желба за музика. Уште како во свираш? забавиште Ама како свираш, така. во Владо Тасевски, Така. каде што Учевме и заедно, учевме, да. и во Градинка одевме, ако си заборев. Во Градинка, не, во забавиште. Така, така. Јас не сум одел во Градинка. Добро, забавиште било добро. Да, во забавиште или прваче, не знам, мислам забавиште беше. Настапив таму на некоја приредба, се сеќавам на една хармоника која се дуваше. Така. Да. Мала клавиатура со одување и ја свирев Билјана Платно белеше. Тоа ми беше прв настап. Се уште памтам. Почна на дување и до крај на животот. И потоа имав желба така и за музика и ме однесоа во музичко. Нижо. И таму ме тестираа и рекоа, дете, ова е за виолина само. Прости дугачки. Па не, по слухот, веројатно. Ова дете е за виолина. И почна виолина, меѓутоа јас во тоа време имав и желба и за спорт. Ме привлекуваше и спорт повеќе. Некако не ми се одеше на музичко. Па и ваква ти е конституцијата. Да, ден денес, и спортска. почнав и спорт и музика, спорт и разумно. Сега сите мислат спорт дека обично кошарка, фудбал, одбојка, така. Па фудбал сакав јас многу во основно. Дури и почнав во Вардар. Една полусезона. Почнав да тренирам. Меѓутоа се покажа дека сум премногу слаб физички за... Значи не се две леви нозе, туку конституцијата. Па конституција слаб бев многу, фудбалот е груп спорт. И веќе во гимназија се префрлив на друг спорт кој исто така напорен, меѓутоа е по-ферски. Тоа е боксот. Како велат, племенита вештина, ама... Благородна вештина. Ама не е баш многу ферски. Бокс е во прашање. Бокс е опрашање, да, меѓутоа нападот е секогаш од напред. Така. Фронтално. И на крајот на криштата. Не, се брани. не е зад грб, фудбалот има многу Така, стартува од грб. од позади. Како и во животот, знаеш Како и во животот. Има клизечи што ви Да. лизгачки старт од зад грб. Добро, беше на некој првенство како помал, така ли беше? Па да, тоа во гимназиските денови тренирав. Јас бев доста надежен, контрагард. Требаше и надвор негде на првенство. Левак. Ама некаква болест има Па спречена. тоа не беше надвор, беше Југославија. Така да, добро. Требаше на сојузно. Од денешен аспект Да, надвор. од денешен аспект надвор. Требаше да одам на сојузно првенство, меѓутоа се разболев од жолтица и мораше да се прекине тоа. И толку од боксот. Толку беше 2 години, докторот рече спорт никако. И тогаш се појави саксофонот. Виолината ја баталивме, фативме... Виолината ја баталив Уште претходно. Претходно. И се појави инструмент еден голем тенор саксофон дома кај нас. Татко ми го позајмил за некој Снимање настап. некој, да. Не, за некој настап, кај што се барало нешто да се отсвири на саксофон.
Ти го грамна. И јас што рекам, што е ова? И земав малку поднаучив да свирам и Ти се види така интересно. почна една нова приказна. Добро. Во тоа време една голема моја љубов музичка. Почна да свириш по бендови. Јас знам дека Почнав беше со прво бендови уште во гимназија, со дечките од гимназија почнав. И то во поп бендови, не во фолк. Рок, поп-рок, да, рок бендови. Едно време, ако добро паметам, и дури со Дарио и МиГ-21 на Па се работел со повеќе така, групи, со дизајн, така. Злата Миливоевич, Миливоевич. екипа со Хаос и Лаос. Така, Ристо Самарџиев пееше. Да, тогаш така. беше од таа група. Сеат ја Купи пееше тогаш едно време. Така, подо само конкурс. Соработав и со други, со Session Selection, со Так. Дарио, со Така. Роберт, Саздов и со Владеневски. Владеневски, Ластовица. Да, Ластовица, она моје соло се уште стои на снимка И да умрам млад песната. Така, твое ли е? Солото на саксофон. Да. Тоа е твое, а? Видиш како ексклузива откриваме. Да, тоа е мој соло. Добро. Зошто баше го батали саксофонот? Уствари не го батали. Па него батал, ја се префрлив после тоа во народњаци. Свати дека таму се парите? Не сватив ништо. Како дојде мене не ме занимале. Па една од причините беше тоа. Поп свираш да станеш фолк свир. Па после војска, со меракли, нели? после војска како студент сум ме кажал таа приказна повеќе пати. Разговарав со татко ми што да правам, би треба нели. Па ти нешто свири таму се парите. Да, и татко ми рече, па ете, работи нешто, што да работам, па свири. Кај да свирам, реков јас. Тој ли те, Да, он ми рече свири, па ете, оди свири на свадби. И јас да свирам на свадби. А он ми рече, кој си ти? А кој си ти? Во превод, никој ништо. Никој ништо. Тогаш. Само еден студент, да. И така излезе тоа. Строг ли беше мате родител? Па не беше нешто премногу. Строг релаксиран однос. А имаше што да каже, своја што. Имаше што да каже, беше многу мудар човек, искусен. И во музиката искусен и во животот. Така. Така што има што да научам од него. Така. И ми даваше корисни совети. Дојде таа фамозна 1993 година, така ли доаѓа? Па таа фамозна 93-та дојде. Ти си член на група Меракли. Јас бев член на Меракли. И таа приказна се ме кажал. Добро, ама овие новите генерации не ја знаат. Може би не ја знаат, да. Доаѓа фолк фестивалот Светници тогаш, така ли, и треба да настапите, да имате своја песна. Да имаме. Арно, ама. И така излезе случајно, јас да ја пеам песната. Некој се развали од бендот ли, како беше тие? Па нешто не беа засипнати, имавме многу ангажмани, не можеа да пеат тие што вистински пеа. Ти беше дувач таму, не беше пеач. Јас не бев пеач, да. И сега кој ќе проба во студио последен термин и ми вика ајде ти. Сите прстот у тебе. Сите прстот во мене. И ја со тешка волја бидејќи не ми беше баш пријатно да се појавувам јавно јас. Ти го позадина да си. Па јас у позадина си бев музичар, свирев. Никој не ме познава, ја плюс бев новинар во паралелно во Македонско радио, во беше информативните редакции. Анонимна работа, јас бев сепак анонимен. Музичар во група. Така. И тоа и сега Туѓино Јавано беше песната. Туѓино Јавано беше песната која ние се мислевме дали да воопшто да земеме да снимаме. И така излезе тоа, песната стана хит и се друго е веќе позната историја. Така. Ама не излезе на сцената со саксофонот, излезе со кавалчето, како се најде? Излегови со саксофон и со кавалче плюс. Како се најде варијантата кавалче да има во песната? Епа кавалче или шупелка што ви рекле понатаму. Шупелка со меко л. Што ви рекле мијаци? Кога ја снимавме песната, се остави простор во матрицата 8 такта за некакво соло, некаква импровизација. И се мислевме што да биде тоа. Инструмент. И ние велевме тогаш дека е селска песната. На шега и мене ми текна дека во куферчето од саксофонот имам кавалче, кое сум го купил на Битпазар
за моја разонода. Так. Значи не е за Не користење, за јавно. за употреба, него за моја разонода. Ми беше мерак така нешто. Реков, вај да пробам. Интонацијата одговараше. F-мол. И го снимавме тие 8 такта, ги снимавме, не очекувајќи ништо, Дека спектакл ќе се случи. ништо посебно. Едноставно одговараше во песната некако. Добро, тогаш немаше. Сентиментален некој тон, Так. народен, изворен Не мелош. очекував дека тоа може да стане хит, дека Дека немаше тоа ни- може да им биде интересно на луѓето, но Так. воопшто не сонувавме таква работа. И кога се изведе песната на фестивалот, веќе после фестивалот ние имавме некои показатели дека нешто се случува, иако не постоја медиуми други освен телевизија, немаше фидбек, немаше не знаеш интернет, одма, нема па немаше YouTube, ништо, нема немаше интернет. мобилни телефони, Ништо немаше. ништо не постоеше. И не знаевме баш точно што се случува. Викаш, А добро, во меѓувреме песната почела живее по радио, по... почна да живее по светов, Так, а ние немавме појма. так. И така што ја дури и се откажав од музика едно 2-3 месеца наредни 2 месеца после тоа ја се откажав. Секаш ја новинар ќе си видам. Па ќе се занимавам со новинарство, доста е по свадби тие работи многу напорни. Беше морав да се одлучам нешто. Так, И јас решив ќе терам новинарство так. во клучниот момент. Што ти го смени мислењето да Па се во вратиш на ноември, музика? во ноември месец тоа се случи во април беше цветници, во јуни веќе јас се повлекувам. Едноставно не ми беше веќе, не можев да издржам физички. Работата во радио беше напорна, нели? Така. И некаде во ноември месец, значи крај на годината, при крајот на годината, татко ми понуди друга песна. Рече, Ја. ај пробај да снимеш една песна. Јано Јанинке ли е? Да. Вика, ја правил, не знам за некој пејач, дали за Мирко Митревски или не знам за кого. И му останала така, слободно, дали сакаш да снимеш. Ја не ќе да чујам какво снимање се, таман се отарасив од музика, сега ќе снимам. Пак да се брукам во јавност. Така тоа го замислав. Немав воопште желба таква Представа дека да пеам. дека всушност си популарен. Да пеам, да. И некако ме успеа ме убеди стариот, реков, ајде, ќе ја снимам. Со која реченица те убеди, Благој? Па не знам како ми рече, не биди прост. Пробај, Убаво ти рекол. што те чини, пробај. И јас пробав, ја снимавме песната во тоа време со Кода, излезе на она топ листа 7+3, 7 недели прво место. Хит. Хит. Чудна работа. И веднаш, откако се појави таа песна, Тргнаа те барат. почнаа телефони да звонат дома, да ме барат За на нас. пејач. Да. И тоа не кај било, него за Нова година. Значи ова време Вика, негде. Да дојдеш да пееш за Нова година. Како ќе пеам, не сум пејач. И така, некако отидов во првиот настап во хотел Македонија во Тетово. За Нова година се е продадено однапред. Тето го кршеше мразот, да? Да, полна сала. И после тоа кога заврши, си реков сам на себе, ово не било лошо. И така продолжив да пеам. Свати дека Па и не ми е криво. дека мате бил во право. Па во право бил, мене не ми е криво. После Како реагираше мајка ти на тоа? после 10 години дури напуштив новинарството, го напуштив сосема. Така, сосема го батери. Како реагираше мајка ти на Па тоа? мајка ми во почетокот не беше одушевена што да се занимава. Сакајќи да бидеш нели интелектуалец, Да. иако не дека не Баш си као пеач. со тие зборови. Ама не дека пеачите па и Па ете, види, овој музички живот, она го гледаше животот на татко ми, музички живот не е лесен. така. Бара откажување од многу нешта. Подложен си на разни искушенија, секакви патешествија. Значи не е едноставна професија. Живот на тркала, живот Луѓе од страна кои гледаат, изгледа живот тоа моја песна. лесно е ова, Си пее. микрофонот си пее. Како и секоја друга професија. Ние мислиме овие професионални спортисти мега Така. популарни мега звезди дека се животот им е песна. Тие си знаат дали им е така.
Така е. Се од страна изгледа многу лесно и розово, како и особено сега со овие социјални мрежи. Секој си го представува животот како бајка, знаеме дека не. Велиш, не сгрешив и не се каам што остана во Не се кајам, се уште сум во музиката. Тоа значи дека од една тезга се заработува една моја плата новинарска или твоја некогашна? Па не мора да значи, настапи има секакви. Има настапи кај што се оди без И за гратис. надомест, и за пријателство, И за дебели пари, и за хуманитарно се оди, да. Добро, Тоа. кога сме кај настапите, убав шлагворд ми даш. Мора да забележам дека за многу пеачи, да речеме Нова година, 8 март и овие празници кои се ден на влюбените, како велат, така, се го разбираат тогаш светот како поле за жнење на хонорар. Тоа било ама за некогаш. тебе, ама за тебе велат дека едно друго поле е поле за жнење. Тоа е оној период некаде јуни, јули до август, во тој период кога нашинците во рекранскиот крај се враќаат од кој е печалбарски крај. Твоето потекло, како и моето, е од некаде Од река, тој дел, од река. од западниот дел на Македонија, Да. ти твојот конкретно од Лазарополе. Да. Дали тоа беше моментот кој те натера да се врзеш за тоа поднебе, па и да имаш најмногу настапи, па и во тој стил да ти бидат голем дел од песните, кај што Не. се врзани за нивните свадби, веселби, семејни и така Па натаму. голем дел од песните се врзани, бидејќи мене ме врзува тој крај, емотивно. Така. А инаку далеко од тоа да ми се најмногу настапи таму. Дури многу мал процент. Така велат. На како се вели тоа? Не, тоа е. Условно Така речено, може- на норвешка свадба се заработува една куќа. Ама тоа се приказки. Да. Тоа се приказки. Реканските свадби се исто како секои други свадби, секоја друга Велат свадба. богати луѓе носталгично Не, врзани за не. родниот крај, па Тоа доаѓаат, се- па не штедат, па Тоа се бајки. да. Тоа се приказни. Ете, луѓето сакаат бајки и се кажуваат приказки. Свадба е свадба. Мислам, дали е во Скопје, дали е во Струмица или во Охрид или во Дебар. Свадба е свадба. Колку си зел најголем бакшиш? Па не се сеќам. Јас и не сум баш специјалист за бакшиш. Така. Да. Има некои мајстори кои ги бива за тоа. Можете била за добар хонорар? Не, се е релативно. Мислам, стварно е се релативно од животот. Добро, се има, како да кажам, оваа сезона цената ќе ми биде таа и толку и не мрдам лево десно или Не, во зависност од цените зависат од понуда и побарувачка како се на пазарот друго. особено каква е тезгата, каква е Особено во таа сфера, во музичката сфера и многу легенди, има и многу измислици така. и бајки. И во таа сфера многу навредливи прашања се поставуваат колку чини твојот аутфит и слични глупости. Во ниедна друга сфера нормален свет не се прашува дали во бизнис или во спорт или во политика, не дај Боже. Ја нема да те прашам колку, ја ќе да прашам како. За пеачките гледаме како се доаѓа до бакшиш. Деколте, минич, како пеач доаѓа до бакшиш. Зависи кој, дали му е на некој приоритет тоа. Мене уопште, јас не се замарам со тоа. Така. Јас не Има ли рецепт, формула како да му извлечеш на некого? Тоа треба да ги прашате луѓе кои се специјалисти за тоа, кои работат во кафани. Пеење на Кој? овце, не знам ово. Тоа е, мислам дека Желби мелби. бакшишот е за мене многу глупава категорија. Тоа само на Балканот постои и во некои арапски земји. Така ли? Мислам, во светов таква категорија нема во Америка. Бакшиш има на келнер состав. Така. Музиката е уметност. Типс. Да, мислам дека добро е, јас немам ништо против. Бакшишот е убава работа, меѓутоа не треба да се сведе музиката на тоа. Да. Мислам дека е девалвирачки да се афирмира тоа као појава. Лошо е да се изнудува со други зборови. Па не, зашто тоа е спонтана реакција на некој кој е задоволен од нешто и да, меѓутоа не да се прави од тоа баук и да се форсира тоа. Така. Мислам дека не е културно.
Значи приказките дека е најдобра пејачка она што може да иде неголем бакшиш не држат вода. Тоа се глупости, мислам, тоа е глуп муабет. Зависи зашто. Ако се збориме за кафана, да, тие се специјалисти и Добро, во пееш тоа и ти во кафеа, во тоа сум пеел, да, меѓутоа на друг начин. Као гостини, овој. И мене ми давале бакшиш нормално. Не можеш да го вратиш. Немам ништо против. Да, набредливо. Меѓутоа е за мене непотребно или без везе да форсираш тоа, да го форсираш и да се фокусираш на тоа. Ај уште ова те прашам, музичарите се лутат кога пејач од него дели или пејачката бакшишот со музици? Не, па има еден востановен принцип во музикава, во настапите дека бакшишот е заедничка торта и се дели на еднакви делови. Некој не го делат велото. Па не знам. Или не знам, го делат овој билдувач па треба да земе повеќе, овој треба да земе. Нема таква работа. Јас колку што знам, правило е, некој непишано правило е дека секој си има свој хонорар, во хонорарите им нормално не е исто. Како во еден Кој платите на работата, на фирма. Во една фирма не се сите исто платени, ниту во фудбалски клуб. Да, било каде. Меѓутоа бакшишот е категорија заедничка, да. Заедничка ова сума на некоја. Пари може да биде многу малку, може да биде ич, може да биде многу. Тоа никој не може да знае. Така. За бакшишот велат дека е риболов. Одиш, не знаеш што ќе биде. Така. Може да сув да се вратиш, може со ајкула под мишка. Па не се знае. Да. Меѓутоа мислам дека музиката и музичарите не треба да има тоа примарно во животот. Така. Во кариерата или во работата. Тоа е. Многу настапи, ама многу и турнеи, особено надвор од Македонија, си бил и преку океанот, така ли, преку океанските земји. Она што велат нашите Америка, Австралија, најмногу нашинци пак таму има, многу помалку не има и селеници во Европа. И сега на секоја турнеја има разни приказки, кои што кажа ги има и вака, ама има и многу анекдоти. Има ли некоја што цел живот ја паметиш? Па што, имало разни ситуации. Имало смешни, имало безвезни ситуации, глупави. Например? Па, не знам, се случува се и се што по турнеите. Ќе ти избега авион. Јас знам една со чевлите, паметам. Со чевли, да. Забораени чевли, па купени, па врати, како беше тоа? Не, па во Америка една турнеја имаше и се измешаа летови, Скопје, не знам каде одевме, Цирих, Париз. А куферите отидоа на друга страна? 10 куфери со цела екипа. 10 куфери ги нема нигде. Среќа јас ги носев костумите во вдрова, да, горе во авион ги носев. А двата куфери кој знае кај се изгубиле. И ги нема. И никој нема. Цела екипа сме без куфери. Среќа јас имав алишта во мене. Барем тие што беа костумите за настап. И што да правиме сега? Мора да купам кондори. Одам, барам, таму нема соодветни. Најдов некои салонки. И таму настапувавме во една сала во Нью Джерси, кај што е теписон. Убав мек теписон. Доглуждој. Ти тоне ногата. Теписон како треба. Уимблдон. И јас испеа вечерта и после тоа дојдоа куферите. Дојдоа чевлите. Па и нормално. И јас овие појдов по салон во кутија, се со сметка. Што екаш не ми се допаѓа? Па не, ги врати, ганц нови. А таму, нели, сегде веќе се враќа пари. Нема проблем, само да не е оштетен. Па нормално. Ако ги носиш на улица, не можеш да ги вратиш. Вака како нови. Значи ти, како сега те спонзорира, ти рента чевли, шо би рекле. Па, рента шуз. Си рента. Позајмица. Па тоа е, човек мора да се снајде. Добро. Јас знам и некои догодовштини од разни фестивали и по Македонија и надвора, мајве да речеме, дали е точно дека на еден чина охридски трубадури дека биле во Охрид,
кај што нели има и забавна и народна фолк вечер и поп вечер. Охрид фест. И се така Охрид фест. И своевремено покојниот Тоше, една од звездите фолк. И ти во фолк вечерта, тој во поп вечерта. Арно, ама Тоше е Тоше сега. Колку да е Благоје популарен, млад, згоден, како се вели заводник и сето тоа, Тоше беше Тоше. Дали е точно дека се залепил на собата во која спиеш, како се вели на вратата? Не. Овде спие Тоше Проески и дека после цела вечер ти тропале девојки на врата. Глупости. Нема. Може била некоја шега без да се зале. Анекдота, а? Па иначе не е тама работа. Добра, ти тропале ли на врата? Па не. Не ми се случило така. Од овој аспект. А може би имало, сум заборавил. Од аспект на жене човек знам дека ќе кажеш не, ама зборам за младоста која не си ги познал како се вели сопругата и така да. Имало милион случаи сега кој да се сети. Така ли? Јас памтам многу одамна. А и многу не памтам. Имам многу нешто заборавено. Ама сега да прашам, споменав и во најавата, едно време почесто те гледавме со фотоапарат по разни дешавки. Да, имав многу. Отколку со микрофонот. Што те натера да земеш фотоапарат? Па случајно, сосема добив на подарок еден стар апарат на филм у тоа време 90-тите години, се уште на филм се сликаше. И така малку по малку се заинтересирав и се влюбив дори во таа работа. И како хоби се занимавав доста време. Значи не стана фотограф со прво мислаш овелото. Не сум сакал да бидам фотограф. Манекенки, модели, ово. Не, ја меѓу време и сликав се што и колеги пеачи сликав и така. За колешките прашувам, остай колеги. И колеги, колешки сликав. И тоа траеше 15 на години. Едноставно помина. Остана на хоби. Па не ми е ни хоби ништо. Па тогаш ми беше хоби. Сакам да кажам. Да, остана како една убава, спомен. Меѓутоа доста се интересирав, читав литература, одев на саем, дури во Келн, еднаш појдов на фотокина, најголемиот саем. Не ти падна на памет изложба да направиш? Па не, јас и ме привлекуваше портретна фотографија, затоа што јас живеам со луѓе, сакам луѓе, друштвен сум, комуникативен и... Значи, израз на лицето, што ви рекле? Па портретна фотографија, луѓе сакам да сликам и... Мислам дека и добро го правев тоа. Портрет или акт? Комплет, човек, као човек. Фигура. Портретна фотографија подразбира човек, да сликаш дали глава, дали тело, дали... Да. Голо тело или облечено се, признай? Не, голи не сум сликал. Сигурен не ми била тоа специјалност. Добро. Да. Добро, без оглед. Па и тоа е уметност, зашто се не зборуваме? Да, јас сликав претежно лик. Тоа ми беше. Така. Еве, можам да кажам на Наум Петрески, оние фотографии на YouTube што ги гледаме песните, повеќето се мои фотографии. Има еднако Бетмен што е таму. Не знам, она као Джеймс Бонд што стои вака. Не као Джеймс Бонд, како? Тоа е таа моја фотографија и други колеги сникав, пеачи. Добро. Со време на колеги, никако на колешки да се... Па и колешки. Добро. Пај. Добро, нека е пај. Кога сме кај колешките и генерално, многу приказни кружеа за Благоје Груевски како шармантен заводник, дека знае да биде неодолив, дека знаат да му паднат на шармот. Сум да му паднат на колена, ама да му може да му паднат во преградки, како тоа веќе стојат работите. Те погаѓаа ли приказните? Знаеш, човек кој е у брак со деца, со она. Прави љубомора. Мислам, не ме погаѓа. Зашто би ме погаѓале приказки? Не е ништо страшно тоа. За тебе не, ама за овие по дома знае да биде страшно. Па не, зашто да би било страшно. Приказки се приказки. Добро, ама како да ти кажам, некој знаат да кажат дека, како се вели, о секоја приказна половина лага, половина вистина. Не, кога станува збор за јавни личности, знаеме дека се и се што се кажува, а малку има вистина.
Камо среќа да е така како што зборат. Како велат, од ваша уста у Божи уши. У Божи уши. Ама неќе да е така. Не. Добро е било. Јас сум комуникативен, друштвен, често пати ме гледале во друштво Со убави дами. со манекенки, со пејачки, со и нормално е да се јавуваат такви фантазии, такви приказки. Добро, како И не е лошо. Како се вели. Подобро такви приказни отколку да зборат дека си крадел, дека си или некои други глупости. Некои други приказки што овие од стрейт генерацијата не би ни се допаднале. Да. Така. Добро. Не ми пречи нека. Види, може би заради Јас знам дека не е далеко од тоа, далеко од вистината, меѓутоа така почнале тие приказки и си течат и натаму. Тоа е поинаква инерција. Ќе ги има до крај на животот. Па не ми пречи. Добро, може би заради тоа што првата сопруга и ти беше јавна личност. Да. Татјана Стојановска, позната од тебе презентерка, мрата некако ти е судбинска. Мате Груевски, ти во Македонското радио, не знам, студијата, снимање, пеење, ваму таму, па и сопруга која тогаш беше мисица манекенка и така натаму, а подосна и спикерка, тебе водителка. Па јас ја запознав како водител. Така. Умрата се запознавте. Да. Па каде? Зато велам судбинска. Судбински, да. Љубовта не потраа многу ни бракот. За среќа две работи, она што се вели пријателски развод. Да. Во 2007 ли беше и едно прекрасно дете, еден прекрасен син. Матеј така ли? Да. Не тргна по ничии стапки од родители. За жал, и другиот син исто не го интересира музика. Да, ќе доеме до него. Ни пее што се вели, ни телевизија го интересира. Па, секој си бира свој животен пат. Што дипломираше? Знам дека дипломираше нешто. Дипломира на факултет туризам и менеджмент и си го бара својот пат, си работи па. Така. Работи по фирми. Една фирма, друга фирма. Овие менјаат денес, не се кон нас фати една 100 години. Па, во наше време поинако беше. Сега пазарот на трудот е шаренолик. Секој има можност да се бара себе си. Така. 2 години подосна, нов брак, нова љубов, која и ден денес се трае. Сопругата која, ако ова прва беше колку, 10-12 години помлада, ова е уште толку помлада. Да. Не може човек да си го програмира животот со бројки. Кажи ми, за тебе, разлика во годините, компаративна предност или потенцијална пречка? Па јас не гледам никаква пречка, не е проблем. Мислам, за мене години нешто не ми значат многу. Така, нема... Ја го терам животот и сега исто како што било пред 30 години. Види, те разбирам, имам 16 години помлада сопруга, така што јас може да те разбирам, а некои не разбираат, велат дека има, како се вели тоа, јазна генерација. Не, кај мене нема. Јас сум флексибилен, се дружам и со млади луѓе, и со возрастни, со секакви генерации. И PlayStation со децата, фала Богу, што да не. Па сум прилагодлив, се прилагодувам. И не ми е проблем тоа. Мислам, живеам динамичен живот, не се чувствувам нешто на моменти, можеби. На моменти се чувствувам не да кажам стар, туку веројатно презаситен. Како малку презаситен или не можам да прифатам се што носи ова време. Може би тоа се тие знаци на возрастност. Со секој малку повозрастен доаѓаме на заеднички именител, дека работите кои ги носи новото време се некако повеќе пакување. Па нешто потешко прифаќаме некои новитети, нови стилови, нови правци, нови технологии. Меѓутоа пак сме во тек. Пак сум во тек. Физички и здравствено јас се чувствувам одлично како
Машала и така изгледаш, да ти кажам. И така е, тоа. Немам некои проблеми со годините. Така. Кажи ми, го спомна ти помалиот син, Марко беше? Марко, така? Марко, да. Матеј и Марко. Матеј и Марко. Колку се? Марко? Марко сега во јануари 16. Опа, му работат хормоните. А што го учи тато? Премногу јако. Кажеш, кој искуство му го пренесуваш? Види сега, во... Никој да не Јас чуе. кога бев во тие... Мајка му да не чуе. Јас кога бев во тие тинеџерски години, веројатно повеќето луѓе тешко слушаат што им се кажува. И сега го гледам тоа и едноставно тешко се прифаќа, па и ние не сме прифаќале се што ни е кажувано, така што и сега овие генерации тинејџери тешко прифаќаат што им се кажува. Не знам. Меѓутоа тоа е најверојатно некоја нормална појава. Така. Кој што покажа тој афинитети? Музика, спорт, наука, не знам. Тоа малку и спорт, малку и игри, малку дружење. Не, добро тоа, не зборам вака за некаква потенцијална професионална определба. Па потенцијално сега мислам дека е рано, уште нема. Не свири, не пее ништо, тоа сака да... Не, музика не. Музика не. Ни првиот, ни вториот. На мајка. На мајките. Не знам. Не знам. Едноставно секој си го бира својот пат. Како те живее како тато звезда на телевизија, популарен не него? Добро, сега веќе. Не знам дали им е тоа им значи во животот. На малиот син воопшто не му значи, дури не сака да се знае тоа воопшто. Така. На него дури му пречи тоа. Така. Зошто мислиш дека е тоа така? Па не знам зошто. Немам одговор. А имаш ли прашање? Прашај го. Па јас сум прашал, не ми кажува. Нека да зборам. Имам чувство како се срами. Добро, може би. Добро, тоа се тинеџерски години, може да. би сака сами од себе си да се гради, да се афирмира Така, во друштвото. Да. Знаеш како? Не сака, може би, најверојатно, не сака да го врзуваат за нешто друго, за некој друг. Фигурата на таткото да не биде доминант на него. Па не, тоа е, тие се младешки години, не можеш да влијаш. Од она што знам, од муавети, од блиски луѓе, ама и што гледам по социјални мрежи, имате изворедна семејна хармонија во тој однос, односно одлични релации помеѓу едниот син и другиот син, се дружат се. Па да, како не одиме заедно на одмор, се дружиме. Така. Тука сме блиско, живееме. Така. Нема во тој поглед нема никакви разлики. Тамара, Матис живее сам во близина. Колку 27, колку години? 27 години, веќе возрастен маж, свој човек. И се дружиме се. Често се дружиме и се гледаме и... Беше инвеститор во станот или не си уште? Неговиот зборувам, не твојот. Не, он си има свој стан. Живе во свој стан. Дали беше инвеститор, те прашувам, не чиф е станот? Не сум бил инвеститор. Тоа е наследен стан. Така ли? Да. Добро. Кажи ми, ако се релациите такви, мора да те прашам ова, какви се меѓу двете господи релациите? Па нормални, нема анимозитет. Нема војна на звездите, нема анимозитет. Па нема потреба. Не реков дека има потреба. Нема ни потреба, ниту... Нема и кај други, па очи си вадат. Тоа е се до карактерот на човекот. До карактерот. Посредуваше ти ли во тие такви порелаксирани односи, во смисол, колку ти мислиш дека допринесе дека... Па не имало потреба, ниту причина да се интервенира. Немало таква потреба. Така. Кога сме веќе кај фамилијата, татко ти го спомнавме, покоен така, Бог да му душа прости, ама малкумина знаат дека имаш и брат кој исто така е музичар, знаат можеби музичари и овие кои музичарите знаат. Ама во јавноста не верувам многу мал број, речи си никој дека дури и физички не личите, сега жал ми е што немам слика да покажам, ама... Па и години разлики имаме, 12 години сме, јас сум постар. Така. Ама, и тој е музичар. Брат ми е одличен музичар. И автор, баш. И автор,
ги свири скоро сите жичени, Контрабас или како што може? жичени инструменти, Матичен инструмент. гитара, бас гитара, контрабас, тамбура, прим, Така. тоа му е специјалност. И дури има мало проект студио, во која исто така исклучио работи акустична музика и тоа му е специјалност. Дури имам испеано неколку негови песни. Така, знам дека си Да, испел, да. тоа сакав и да те прашам, не да те прашам, И да имам потенцирам. испеано убави балади. Кои се негови песни едно? Па тоа се понови песни. Да. Дуетот со Гоце Пејковски, Така, мои пријателе, мој пријател, една добро. преубава песна за пријателство, за другарство. Потоа имам песна, две песни имам на фестивалот Прилеп фест од него, исто на текст од Борче Нечовски. Така. Имам интересна една песна која пишувана за Наум Петрески. А ти, Меѓу по некоја случајност дојде кај тебе се по случајно стануваат хитови. да снимам јас. Па во животот некои работи се убаво кога доаѓа спонтано. Да не си ти некој- на овој свет по случајност дојден. Некои убави нешта во Си ги животот, прашал ли родителите? па најверојатно по некоја случајност. Да. Колку сте? Јас сум дете на студентска љубов. Па видиш. Тоа е тоа. Види, заборев да те прашам. Јас сум роден во Белград. Тоа сакав да кажам. По некој, како се вели, извори роден во Скопје, по некој извори роден во Белград. Не сум роден во Скопје. Во Скопје сум цел живот живеам, а роден сум во Белград. Па имаш и државјанство ти српско, брате ми. Народни фронт, како беше Народни фронт 23 во центарот на Белград. Така. Сегашен ГАК, како го вика. Значи ти можеш да државјанство ладно да бараш овој да и пасош. Освен македонско државјанство не ми требало до сега друго. Фала му на Бога. Така. Доволно ми е едно државјанство. Колку сте, ја прекинав мислата, колку сте карактерно слични, а колку сте карактерно различни со брат ти? Па имаме доста сличности, Осем што сме ги наследиле од Така. татко ми и од мајка ми. Генетски нормално имаме сличности. Имаме дури слична боја на глас. Кога слушам него кога збори, како себе си да се слушам. Ама никогаш не се обидел тој као пеаш да биде Па као ти. си пее на настапите. Меѓутоа немал, па ни јас немав амбиција. За медиумски звезда да биде сега, Да. условно речено. Ни јас дури немав таква амбиција да бидам Тебе ти се случи вокалист. видел не? Се случило така и тераме. Може би е тоа добро во животов. Јас сум оставал некогаш и самиот живот да донесе нешто. Не само да гањаш нешто, да трчаш по нешто. Може би е така поубаво. Некои работи и некои луѓе сами се појавуваат во животот. Ти треба само да бираш. Како века, по жени, по автобуси, по овако не се Па, трча да. сами дојде. Најмалку по жени да трчаш. Така. 2013 беше година кога јас паметам голем солистички концерт во, за жал, изгорената и напуштена универзална За сала. жал. Каршијаниот студио. Да. Ама тогаш одбележа 20 години, во све мислев дека во 2023 ќе одбележиш 30 години, ама ја рипнавме некако. Не сакам да одбележувам веќе. Добро би било да се одбележи, меѓутоа и не е нужно толку. Тогаш се даде така некој, беше се совпадна таа година со некој, да го наречам почеток, 93-та, како почеток на пеачка Така, активност, дејност. така. Да не речам кариера. Така, и си кажеш добро, ова, 2 децени. Нека биде, да. Тоа беше така. Инаку, тоа ми е убав, многу убав момент во животот, убав спомен. Беше навистина прекрасна атмосфера. За жал ја нема веќе универзална. Многу ќе недостига. има, ќе има. Многу недостига, дај Боже да се направи што поскоро. Недостига овој град
му фали на овој Па град. немаме концертна сала. Таква Ние сме концертна единствена сала. метропола у светот која нема сајмиште свое, концертна сала Да, своја. ни треба специализирана концертна сала. Она другото е за спорт или за класика. Па, еве, опера и балет е За опера и балет. сала наменета за За класика. друг вид музика, макар што може да се прават и фолк концерти. Сега, може сега и на игралиште за спорт. Филхармонијата е правена за филхармонија. филхармонија. На Скопје му фали вистинска професионално направена Баш наменска сала за концерти, поп, поп-рок, поп-рок, фолк, акустика, джез. што и да е, джез. Да, како што беше универзално. Така. Што сега да те прашам? Сега да те прашам полека, но сигурно спомена Белград, се случуваат разни настани, ама се случува 30 години овие од Белград и воопшто бившите ју простори да ораат Македонија, ние да не можеме ни Табановце да го поминеме. Зошто е благо тоа така? Па мислам дека нема некоја таинственост или мистерија во тоа. Има повеќе причини, повеќе одговори, значи не е еден одговор. Так. Прво, ние немаме македонски пазар. Премногу сме мала територија или како да кажем, мал ентитет за да имаме одржлив пазар. Абе, доаѓаат и црногорци, тие имаат помал пазар. Доаѓаат дури словенци, доаѓаат босанци. Едниот аспект е тој. Значи, не можеме да имаме одржлив пазар поради Поради малиот пазар, добро. поради тоа што сме мала држава, мала земја. Ние сме дел од поголемиот балкански, условно кажано балкански пазар или XU пазар, кој се уште функционира. Ние бевме дел од тој пазар и се уште сме дел. Ама ни тогаш ни сега некако, сега па ич. Кога се осамостои Македонија, поради наведенава причина, недоволен број Так. популација и големо влијание на помоćни овие пазари, ние фактички влеговме во тој пазар и мислам дека нема што да не ни е јасно. И Јазикот ли е проблем? па мало јазично подрачје. Еве ние што се занимаваме со македонска музика, ние што избравме да се занимаваме со македонска музика, се обраќаме само на таа публика од тоа јазично подрачје. Медиумите ли се со проблем? нашиот народ во Македонија и во диаспората. Толку. Медиумите ли се проблем? Нема И јас, мене не ми недостига. Веројатно сум се навигнал и сум се померил, не ми недостига. Задоволен со малку се вика. Па види, македонската народна музика веќе спаѓа во миле. Значи во помал круг, не е комерцијална, не е екстра комерцијална музика, туку е музика која слуша одредена помала популација. Значи не можеш ти да се надеваш на некои милионски тиражи. И тоа е тоа. И на некој начин тоа е одговор на ова што ме праша. Зошто 30 години хара Македонија не успеа да створи сопствен пазар? Имавме една блескава, како да кажем, блескав период кога беше Тоше Проески жив и активен. Тоа беше кулминација на едната македонска музичка сцена. Со неговото заминување се отвори една огромна празнина која тешко може да се пополнуваат и од нам. Тешко може да се пополни и така остануваме приврзок. Грубо звучи малку, навредливо, меѓутоа ние остануваме во таа бизнес сфера приврзок на поголемиот балкански пазар. Има ли чари? XU пазар. Има ли чари? Па јас не гледам некој чаре, затоа што условите се тие. Условите го диктираат, ја диктираат онаа состојба што сега гледаме на дело. Публиката апсолутно е, како да кажем, преокупирана и преориентирана на XU музика,
производите од таму што доаѓаат и Има ли премалку музика на домашните медиуми? Зборам за домашна музика. па се е тоа поврзано. Нормално медиумите живеат од гледаност, од посетеност и го пласираат на пазарот она што е барано, што се бара на Да, пазарот. не знам дека дебат... Македонија, на пример, воведува како се вика тоа, давачки на производи кои кај нас не се произведуваат, а музика се произведува, нема заштита. Тоа Нема е заштита. малку абсурдно, е, знаеш. Така. Музиката сваќаат како да не е производ. Како... И музиката е производ. Апсолутно. Не е материјален, ама тоа Па не е врска. материјален, Ама меѓутоа е духовен. производ е, како и да е. Така е. Ако го ставиш на носач на звук е материјал, на некој начин Така, материјален така. производ. Значи се друго има заштита, а нема производство овде. Така. Не знам зашто е тоа така, тоа јас не сум надлежен за тоа, има кој да мисли. Прашање за министерство. Па има кој да мисли на тие теми. Јас гледаме дека и други производи, не само музика, се увезуваат. Масовно некои производи по кои сме ние многу препознатливи. Овошје, зеленчук и слично. Така. Тутун, не знам што друго. Македонија произведува музика. Како така, колку толку произведува нешто малку. Музика, колку што се условите. Значи, Знаеш, треба се штити. луѓето некритично гледаат на македонската музика со подценување, со некои навредливи коментари, а не се свесни, изгледа не знаат какви се условите за производство на музика. Што се треба да се произведе и да се пласира музика. Следиш ли социјални мрежи? Спомна Па коментар. сега монака помалку. Не си нешто да киснеш на Па Facebook. не, на не Instagram. нешто премногу, затоа што има премногу глупости. Многу повеќе глупости од колку паметни работи, ја би рекол. Па повеќе има глупости од колку паметни работи. Интернетот има и паметни нешта. Не дека нема, ама. Сепак не може да кажеме дека не е добар. Интернет и социјалните мрежи исто така носат и корисни информации. Меѓутоа факт е дека има премногу джанк, како се вика тоа. Так. Отпад. Така се вика фейк ньюс и Фейк ньюс, многу фейк ньюс и лажни представи за состојбите. так. Знаеш. И кога се зборува за сцената естрадна, дали поп или фолк или Која е да? рок или джез, треба некои состојби да се кажат со вистинско име, знаеш. Луѓето имаат погрешна представа. Како она пред малку што го зборевме за бакшиши, за богатства, за многу бајки има и многу нереални истории. Тоа ги гледаат тоа српскиве пејачи. Па они ги гледаат XU или звездите и они сакаат тоа да го пресликаат, да го проектираат во Македонија. Тоа е неспоредливо. так. Не може да се спореди. Условите во тие таму простори, кај што се центрите на главните центри на таа продукција, се произведуваат илјадници нумери годишно. Значи, десетици илјади. Србија, Хрватска, Босна, Македонија, дали има неколку стотици. Пример. Значи, се е до обемот. Так. Не те прашав, ова е пред крај сме, рече си 1 час, без некоја минута. Полека ни отчукува часовникот. Да, се ближи крајот. Така е. Две работи за крај. Прво, нели ти дошло да снимиш како се вели поп песна или дует со некого во тој овако, или да отсвириш саксофон некоја фраза Да, негде. па тоа е куриозитет, зошто да не? Би можело. Ако излезе таква ситуација спонтано, некоја соработка со некој Пејачка не. поп изведувач, да, зошто да не? Дури за саксофон малку потешко, јас сум Имаш абажур изгубено што? не, јас тоа сум го напуштил пред 30 години, така што тешко. Меѓутоа соработка зошто да не? Не е исклучено. Инаку јас сега да почнувам нова приказна во музиката тешко, но како некоја куриозитетна така интересна соработка, зашто да не? Да. И за крај, сосема на неколку недели сме пред Нова година,
а нова година спомнав пред малку, многумина или за многумина е, како се вели, житница за жнење. Да. Добри хонорари, барем кога е страдата од прашање, локалите кај да свртиш преполни нема место, сегде некој пеачка група и така натаму. Се велат после јануари, февруари се месеци за дремење. И така ли или не е така? Па има периоди кога има повеќе работа за музичарите. Тоа се обично околу новогодишните празници, пред и по Нова година, и летно време кога се полни Македонија со иселеници, иселениците, да, доаѓаат туристи, и кога има повеќе работа. Има, се разбери, во другите периоди, но овие се као шпицови ги сметаат. Кај си за шпицот, да те прашам? Па сега Шпицен пеач, кај ќе бидеш? За сега немам баш за 31-ви, имам пред и по доста настапи низ Македонија и па и во странство. После Нова година одиме во Германија со екипа од овде во Дортмунд на 10 јануари со Стојна Николова и екипата Јане Рафаиловски, Бобан Мојсовски и Александар Ицов. Има и други настапи, нормално. Одам често Германија, Турција, одам последниве 10 години зачестено. Кај нашите во Турција или и турците те слушаат? Па не, главно кај нашите, нормално. Таму имаат своји здруженија, иселениците. Македонија ѓочменери, така се викаат, доселеници од Македонија. И еве веќе 70 години, повеќе генерации живеат таму, меѓутоа им останува таа носталгија и желба да одржуваат тие. Дури се дружат меѓусебно. Сега бев неодамна во Измит. Тоа е град недалеку од Истанбул. И таму имаше 20 годишнина од нивното здружение, македонско, 600 луѓе собрани во една убава сала, хотелска. Што им пееш? Селвија Сенџузел? Македонски песни, од Бисер Балкански па натаму. Имаме снимки, дури навистина прекрасно. Прекрасно. Има оркестар од Измир, групата се вика Балканот, на колегата пеач Мурат Матраджи. Ги знаат македонски песни? Од прва до последна, дури изведуваат песни кои ние не ги знаеме. Сме ги заборавиле, стари песни македонски. Навистина, јас сум фрапиран. Одушевен сум едноставно. Инаку одам често во Измир и во Маниса. Кај нашите. Измир е голем град, скоро 4 милиони. Во повеќе општини има македонски заедници кои што живеат. Си пеал ли во Лазарополе, да те прашам, кога веќе се корените? Па имам и пеано и во Лазарополе, да. На свадба во хотелом каде? Не. Кафичен? Лазарополе нема постојани жители, може би има неколку поединци. Па доаѓаат луѓе, туристи, имаше, мислам, еден фестивал се организираше и таму настапи онака. Тоа е тоа. Инаку свадбите се во река, Долна река. Реканскиот, да. Порано се праве и во Долна река, сега ги прават реканците свадбите во хотели, во ресторани, во Девар и во Гостивар. Така. Тоа е тоа. Ти посакувам и шпицен пеаш да бидеш и за 31-ви, да има добра тезга. Ти благодарам. Многу здравје, ваков да ни останеш жив, здрав и млад. Поздрав до вашава екипа и поздрав до сите што не следат сега на која платформа, не знам, на YouTube. На YouTube се знае, на каналот на... Поздрав до сите нашинци, каде и да сте, сите што не следат. Уживајте, ви посакувам среќни празници и бериќет на 26-та година. Благој Груевски, ти благодарам што дојде време да бидеш дел од овој подкаст. Ти благодарам уште еднаш. Да. А вие, драги мои, се надеваме дека поминавте убави моменти покрај вашите телефони, вашите компјутери, вашите телевизори, во зависност кој
каква платформа има, односно на што не гледа, како и да е YouTube е во прашање и во прашање е каналот на Курир подкаст. Бидете тука, бидете така, се гледаме за 7 дена со нови гости и знаете веќе, никаде нема да слушнете и разберете ништо слично како овде кај нас во Ништо лично. Ве поздравува вашиот домаќин Антонио Димитриевски. Чао!